Добро утро, драги ученици. Јас сум Маја Захариевска од Основното училиште Блаже Коневски од Аеродром. Добре дојдовте на нашата училница. Ке имаме час по предметот ликовно образование на тема секундарни бои. Целите на овој час се учениците да ги разликуваат секундарните бои од основните, да развиваат осетливост за присуство на секундарните бои на предмети, да стекнат знаење за секундарните бои преку сликање на предмети со различна форма и боја. Креативно да ја збогатуваат премината на бојата во ликовниот израз, користејќи ја техниката акварел. Елементите на дизајнот се алатки, како што е веќе споминато во претходните часови по ликовно образование. Исто како што дрводелецот има чекан и пила, дизајнерот ги има елементите. Постојат 4 елементи на дизајнот: линија, форма, боја и текстура. Бојата е својство на светлината. Спектарот на бои се произведува од зрак, светлина, додека минува низ призма. Иако бројот на бои е неограничен, идентификувани се повеќе од 10 милиони бои, а неколку стотици се репродуцирани од научници. Следното што го гледаме во оваа наша презентација е тркалото на боите. Овој систем на тркало на боите се заснова на 3 основни бои: црвената, жолта и сина боја, кои што се веќе изучени. Постојат најразлични фотографии со кои што можат да се направат применувајќи ги основните бои: жолтата, црвената и сината. Основните бои, битно за нив е дека не можат да бидат вештачки измешани со други бои. Како што гледате на тркалото и кругот. Еве ги: црвена, жолта и сина. Темата на нашиот денешен час е како се добиваат секундарните бои и кои се тие. Секундарните бои се портокалова, зелена и виолетова. Како се добиваат? Секундарните бои се прават, односно може да се направат со мешање на 2 основни бои. Сината и црвената боја прават виолетова. Црвената и жолтата боја ја даваат портокаловата, а со мешање на жолтата и сината боја се добива зелената боја, како што е прикажано во случајот. Сина и црвена, виолетова. Жолта и црвена, портокалова. И жолта и сина ни ја даваат зелената боја. Уште еднаш, секундарните бои се виолетова, зелена, портокалова и се мешаат и се добиваат со мешање на 2 основни бои заедно. Во секојдневието постојат најразлични примери кои што може да ги наброиме, кои што всушност се насликани со овие секундарни бои. Есенските лисија имаат портокаловата боја во себе, портокалот исто така, грозјето може да го насликаме во виолетова боја, како и мандарините и денешната тема која што не е за задача пресечениот портокал. Уште фотографии со примена на секундарните бои добиени од основните. Денес исто така ќе се запознаеме со техниката акварел. Акварелот е водена сликарска техника со која сликаат и уметниците и учениците. Бојата се разредува со вода и се нанесува на рапавата страна од хартијата,
се слика со врвот и средниот дел од четката со лесно и брзо нанесување на бојата. Со акварелот најдобро е да се слика директно со четката без да цртаме со молив. Денешната задача за вас, ученици, е добивање на портокаловата боја. Секундарна боја добиена од две основни бои. Мешање на црвената и жолтата боја. Ќе ја примениме за боење на пресечениот портокал кој што ни е тема на денешниот час. Среќна и успешна работа. Ви благодарам.